да потврдим ова голема победа и конечно ова прекрасна наша македонска општина да тргне напред после сите застои кои што низ годините ги имаше наназад. Овие дебати кои што ги отвараме по цела Македонија и овде во Кисела Вода ќе бидат идна пракса на делување на општините, но и на централната власт. Ние имаме намера да бидеме сервис на граѓаните. На вистина, подеднакво да им служиме на сите граѓани. Да не ги делиме на селбите, да не го делиме урбаното јадро. Сериозни ресурси ќе насочиме во поддршка на малото и средното стопанство, но и отварање на нови фирми овде, од средниот и мал бизнис, фабрики кои што ќе отварат работни места за младите. Почнувани граѓани, почнувајќи од 2018 година, општина Кисела Вода, само преку блок дотацијата, ќе добива повеќе од 1.200.000 евра директно од ДДВ од централната власт. Имаме намера да продолжиме со децентрализацијата на власта. Одредени давачки, кои што досега беа во централниот буџет, ќе ги симнеме на локално ниво, за да ги појачиме финансиски повеќе општините, но и ќе пренесеме одредени нови надлежности, како што се центрите за социјална работа, здравствените домови. Затоа овде ветуваме и поликлиники, и модерни амбуланти. Ајде да покажеме колку сме различни од нив, убедени дека во единство, во сплотеност можеме да испорачаме многу поголеми резултати. Ќе направиме општина Кисела Вода урбано, модерно и убаво место за живење. Секој наш сограѓанин ќе си има легализирани објекти кои ќе бидат на свое име, за да може слободно да си се движат и безгрижно да си живеат. Ќе падне режимот овде со пенкаво и ќе донесе среќа и перспективи. Да гласаме за Филип Темелковски, за бројот 19, да гласаме за живот во Драчево, да гласаме за живот во Кисела Вода, за живот во Македонија. Да живее Кисела Вода!